на сите и почна да жилве. Има една традиција да претседавачот на ОПСЕ ги посетува теренските мисии, кои што во ОПСЕ се познаваат како скапоцени камења на организацијата поради улогата што ја има. Ние имаме повеќе причини зошто ова претседавање после Киев го почнуваме со посета на теренската мисија Скопје. Прво затоа што теренските мисии се во фокусот на нашето претседавање, како земја во која е најстарата мисија на ОПСЕ, најдобро знаеме што значи ОПСЕ на терен и сметаме дека имаме кредибилитет да ја искористиме таа улога и функција на ОПСЕ на терен во целиот регион на ОПСЕ. И втората причина, како што реков, е фактот што токму Скопската мисија е најстарата, односно првата отворена теренска мисија на ОПСЕ уште 1992 година, односно пред 30 години, и имав можност денеска да се заблагодарам на сите мажи и жени во ОПСЕ, и домашен и меѓународен персонал кои што се ангажирани во сите фази на развој на оваа држава, придонесувајќи не само во поттикнување на реформската агенда, но пред се помагајќи на луѓето. И тоа е најважниот заклучок од присуството на ОПСЕ во Република Северна Македонија. Прво, дека е од голема корист на државата. Второ, дека имаат директна придобивка граѓаните. Програмите ОПСЕ ги прави во согласно со приоритетите на владите, се разбира во рамки на мандатната мисија. Еве, денеска имавме можност да видиме неколку презентација на неколку такви проекти. Сега од една перспектива на претседавач на ОПСЕ, сакам да се заблагодарам на министерот за внатрешни работи на Министерството како еден од корисниците на овие проекти и иницијативи на ОПСЕ, посебно зголемување на капацитетите на полициските единици во контрола на малото и лесното оружје, безбедноста на границите. Еве овие возила кои што се позади вас се дел од тој проект на ОПСЕ. Објектот кој што претходно го видовме во обука на службените кучиња е исто така проект на ОПСЕ, но исто така денеска имавме можност да се видиме и со жените во полициските единици, каде ОПСЕ учествува во обука со цел да се зголеми нивното присуство, меѓутоа и да можат полесно да се унапредуваат во кариера. Знаете дека во нашите приоритети се жените во безбедносните структури воопште во ОПСЕ регионот. Од тука ја заминувам за Тетово, каде што има ОПСЕ мониторинг мисија, и таму ќе се видам со младите граѓани кои што се дел од повеќе јазичната обука, но пред се и во делот на справувањето со говорна омраза, во делот на социјалната кохезија помеѓу различните етнички заедници. ОПСЕ исто така се фокусира на многу други прашања, како што се владењето на правото, создавањето на отпорни демократски институции, човекови права, социоекономскиот развој на општествата. И јас само сакам прво да им честитам на тимот под водство на амбасадорот Вахал, кој што врши извонредна работа овде, меѓутоа се разбира и на институциите на владата на Република Северна Македонија, со кој што ОПСЕ има изградено навистина едно сериозно партнерство, и денеска еве сме во позиција од земја корисник на услугите на ОПСЕ да бидеме земја која што ја претседава најголемата безбедносна регионална организација во светот, која што представува 1,3 милиони луѓе, 57 земји учеснички. Нашето мото е се работи за луѓето, и тоа за луѓето кои што го сочинуваат ОПСЕ, меѓутоа и за луѓето кои што ги обслужуваме преку нашите проекти и иницијативи. Благодарам на